Центарот за развој на југоисточниот плански регион одржа јавна расправа и работилница по нацрт регионалниот план за управување со отпад и нацрт стратешката оценка на животната средина како дел од проектот изработка на регионален план со 10 општински планови за интегрирано управување со отпад во југоисточниот плански регион. Станува збор за создавање план за управување со отпад и давање предлог мерки за изградба на нова регионална депонија. Според Жулиета Ѓуркова од Центарот за развој на југоисточниот плански регион, во овој проект ќе бидат опфатени сите видови на отпад. Целта на изработката е на овие два документи покрај тоа што е законска обврска, припишана од страна на Министерството за животна средина и се работат во скоро сите 8 региони во државата, е да даде точни насоки во однос на количината на отпад, подобрување, зголемување на собираност на отпадот, транспорт на истиот и депонирање на отпадот, да се дадат предлог решенија за изградба на регионална депонија, а секако и санирање на постоечките депонии кои мора да признаеме ги имаме многу во нашиот регион. Како што истакна Игор Ристевски од Градежен институт на Република Македонија, по 6-месечните проценки направени се анализи за утврдување на точниот процент на составот на отпадот во сите општини, урбани и рурални средини. Со овој проект беше изготвен акциски план со краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки до 2040 година и како што вели Ристевски, се очекува до 2035 година веќе да имаме функционално и селектирано собирање на отпадот. За таа цел прифатено е најоптималното сценарио со изградба на претоварна станица за отпад во Валандово и Василево. Беа предложени 3 сценарија. Првото сценарио е регионална депонија да има во Добрешинци во Василево, каде што моментално одлагаат општина Василево и Струмица отпад, меѓутоа и другите општини треба да се приклучат кон тоа. Предложена беше прва санација и затварање на сегашната депонија и отварање на нова, која што отварање ќе се одвива во 5 кели во период од 15 години. И сите општини треба да носат отпадот од своите општини на оваа депонија. Со изградбата на претоварните станици би се намалила количината на отпадот, а се очекува да се овозможи и домашно компостирање со оглед на тоа што овој регион е земјоделски. Исто така потребно е да се изработат и 10 петгодишни општински планови во согласност со регионалниот план кои ќе дадат позитивен ефект во заштитата на животната средина.